првично го решивме хаосот со патните исправи и сето она кое што беше недостоинствен процес на спроведување на услуги во рамките на Министерството за внатрешни работи спрема македонските граѓани. Освен што успеавме да се снајдеме со сите оние реликти кои што ни ги оставија оние претходници, денес сме во една втора фаза каде што успеваме да ги ставиме во функција објектите кои што ги начекавме во една руинирана состојба, да доликуваат вака како што доликуваат. Ова е само прва фаза од реновирањето на вкупните управни служби кои што ги имаме во овој објект. Реновирани се негде околу 1300 метри квадратни до сега. Треба да бидат реновирани негде уште околу 1000 метри квадратни во иднина. Се со цел да може македонските граѓани, особено Скопје, неве да речем во овој објект, да можат да си остварат услуга така како што и личи на една европска земја. Исто така, прошетката тука ме наврати година дена наназад, кога во ние нечовечки, нехумани услови македонските граѓани ги вадеа своите патни исправи, а тоа не подсетува на ние 7 години ужас, криминал, понижување и срам кој што го направија владата на СДСМ и ДУИ. Гледате денеска во еден убав, климатизиран, пристоен, би рекол европски амбиент, македонските граѓани може да дојдат до своите патни исправи. Се очекува оваа есен да отпочне да заврши реновирањето и во втората фаза, односно на дополнителни 1000 метри квадратни, што ќе се заокружи еден навистина убав процес и повеќе никогаш да не се повторат сите оние турканици, гужви кои што ни се случува и оние нечовечки, нехумани услови кои што не подсетуваат на оние 7 години тешки за македонските граѓани кога во владата беа СДСМ и ДУИ.